Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku po ritakohemi së bashku në emisionin Gjurmët. Dhe në fakt, ditën e sotme, minutat në vijim, doja dedikojmë një prej temave mjaft të diskutuara në mediume, në opinionin publike, kështu me radhë dhe më gjërë, bëhet fjalë për migrantët. Në fakt, shumë shpesh kur diskutohet tema migrantëve, patjetër është një prej atyre temave më të lehta për të bërë ndoshta një ngjarje e madhe, për të bërë një temë diskutimi në nivel mediatik, por ndonjëherë harrojmë edhe dimensione tjera të migrantëve, harrojmë të diskutojmë edhe të informojmë qytetarët se në fakt për çfarë bëhet fjalë. Dhe në fakt periudhën e fundit kemi pasur ato përplasjet mes pushtetit dhe opozitës, më konkretisht mes LSDM-s dhe VMRO-s mbi atë se pushteti do sjell migrantët, të thotë opozita, pushteti mohon të njëjtën. Dhe në fakt i kemi edhe dy rezoluta të fundit për të cilat ne do diskutojmë këtu, do kemi edhe deklaratat si të pushtetit si të opozitës për të diskutuar, dhe me mua në studio për ta bërë tërë këtë dhe për të diskutuar mbi temën e migrantëve, një temë mjaft delikate dhe sensitive, sidomos në periudhë kur ne vazhdojmë të kemi luftra aktive në botë për të bërë ato dallimet midis refugjatëve, migrantëve dhe situatës konkrete në Maqedoninë e Veriut. Dhe mua këtu në studio është Jasmin Rexhepi, vjen nga Lekis, kryetari Lekis. Dobar ден, добро ни дојдовте. Ви благодарам за поканата. Јас реков дека кога се зборува за мигрантите, секогаш е сензитивна темата и многу лесно може да се прават сензационалисти теми на истата и да се прави бунт, медиатички бунт и во јавното општество исто така. Зашто ни е проблем да зборуваме за мигрантите? Дали сме малку информирани за тоа кои се мигранти, што значи да една држава да прими мигранти? Миграцијата како таква е процес кој што постои од време на првите луѓе, кога почнале да постојат на земјата и кога заминале од едно место на друго за подобар живот, за подобри услови. Дали да берат, дали да ловат, дали да се сместат, дали да се заштитат. И од тогаш до сега тој е процес кој што не се спречува така лесно. Историјата памети огромни миграцијски бранови, текови, поместувања на населението и против тоа едноставно не се може. Тоа е природен процес кој што треба да се прифати како таков и само треба да се менаџира да биде што почовечки. Во овој момент, во овие деценија и пол, две, ние во Македонија се сочуваме како ние сме земја која што е пред се транзитна, но од друга страна сме и земја која што испраќа мигранти. Значи, оди нашето население на друго место, мигрира. И исто сме и земја која што некој сака и да остане. Многу помал број се тие кои што остануваат во државава. Миграцијата е, знаеме, миграција село-град. Миграцијата е и обратно. Од градот од луѓето на село се уморуваат од гужвата. Миграцијата е преку недела, значи работните денови одат луѓето или за викенд одат другите на викенд. Миграцијата може да биде сезонска, миграцијата може да биде да трае неколку месеци, неколку години или неопределено. Еден друг вид на миграција е туризмот. Туризмот е контрастот кој што по својата дефиниција ни вели кога се мигрира на одредено време на одредено место, но не за да се заработат пари, туку да се потрошат. Сега, значи, сите овие други мигранти се за да заработат пари. И во македонски јазик постои збор печалба. Печалбар, има и книги, поезија, проза на таа тема. Тоа е нешто што ги има во историјата на нашите народи на Балканот. И не може туку така да се негира или да се плашиме од таа работа. Напротив, тоа е природен процес кој што само треба подобро да се изменаџира. Ви објаснивте на многу основни начини на кои секој од нас во некој дел од животот бил тогаш мигрант. И ако одиме за одмори, тогаш сме некој вид на мигранти. Зашто толку зборот дига како кај некого добро чувство, пака некој друг немило чувство или пак сака да се дистанцираат од зборот. Од што доаѓа ова и после тоа ние ќе зборуваме и детално и за ситуацијата во Северна Македонија. Да,
постојат одредени медиумски кампањи, иницирани од одредени политички партии или организации кои што имаат некакви поинакви цели. Кога зборуваме за мигранти кои што одат од Македонија во Европа, тоа ще се позитивни мигранти. Германија едва чека да дојдат. Но всушност не е така. Луѓето немале основни услови за живот тука, па морале да отидат во Европа. Некои одат со виза, некои одат на црно. Знаеме во блиското минато немаше можност со виза одеа луѓето на црно или беа ставени во позиција да се засрамат, да сменат етникум или националност, да земат друг пасош за да можат полесно да отидат да живеат таму. И тогаш тоа го сметаме како позитивно, а некој друг да дојде кај нас да работи, сметаме дека е негативно. Позитивното во првиот случај може да биде само за Европа, односно за Германија, на која што сме им испратиле инженери, доктори, добри трговци, голем број на студенти кои што станале експерти таму, ги основале своите семејства или ги повлекле своите семејства и тоа е добро за нив. Но за нас не. Имаме запустени села и градови. Во градовите немаат цензус да гласаат луѓето, не може да се избере градоначалник. Имаме училишта каде што нема веќе деца, игралишта каде што веќе нема деца, тие се стишани, значи тоа е морничаво, тоа е страшно, значи една политика која што не се грижи за овие луѓе тука. И моето мислење е дека не се работи за нешто големо, дека дали навистина ќе има или ќе нема, туку секогаш кога има потреба да се сокријат одредени работи кои што се случуваат на едно друго ниво, политички ниво, кој што е многу побитно за нашите граѓани, се употребува оваа тема за мигранти за да се сокријат овие информации, за луѓето да се дефокусираат и да размислуваат за нешто колку е страшно мигранти ќе ни дојдат луѓе од не знам каква боја, не знам какво минато. А од друга страна не се зборува за тоа кои грешки власта ги направи за да ние не фатиме чекор со Албанија за да ги отвориме поглавјата за евроинтеграција, за преговори. Од друга страна не се зборува за тоа дека ни недостасуваат над половина милион луѓе кои што се заминати од Македонија. Од друга страна не се зборува за тоа дека се затвара буџетот порано оваа година. Што тоа значи? Што се сака да се сокрие? Значи, со оваа тема е пред се еден дефокус со кој што се кријат едни по-суштински теми кои што се битни за нашите граѓани, затоа нашите граѓани би требало да фокусот да го сменат на она што е вистинското за нив. Тука ние имаме и случаи каде што веќе сме примали мигранти, сезонски мигранти. Минатата година Охрид беше и Струга беа обележени со мигранти од различни места кои што доаѓаат да работат тука и после тоа се заминува. Зашто можеби тогаш не се прави овој бунт, не се правеше овој бунт кога нас ни треба работници, дека немавме млади кои што сака да работат на тие гастрономски места? Знаете како, таа сезонска миграција кога нашите келнери, нашите готвачи ќе заминат за Хрватска или за Црна Гора и тогаш се ослободуваат тие празни места тука и ние на нас имаме потреба да дојдат некои други. И да речеме во неколку ситуации во Струга имаше вработени од Албанија кои што ги прашав, па не можевте да отидете вие како нашите во Хрватска, да дојдете во Македонија, но тие се тука, од блиску, преку граница, им одговара, може да работат, да се вратат назад, немаат толкав трошок, а туризмот е поголем во Охрид отколку на другата страна од Охридското езеро. И тие бројки се помали. Кога имаме потреба, тогаш не се гледа толку на тоа, но кога одредена политичка партија ќе излезе со нешто дека вау, големо, кога спомнува бројка на кампови или бројка на десетици илјади луѓе кои што се уште не е потврдено, тоа е манипулација на јавноста. Ние ќе се навратиме и на кампови на овие бројки, само после рекламите. Shkojmë me një pjesë shkurtër publicitare dhe do rikthehemi sërish në studio për ta vjuar këtë bisedë.
Ако po rikthehemi sërish në studio për ta vazhduar temën e emigrantëve dhe teme cilat tashmë po diskutohet tash ca ditë në opinionin publik mbi atë se do vinë migrantë në Maqedoninë e Veriut, nuk do vinë migrant, por gjithashtu është e rëndësishme të theksohet se nesër edhe gjithashtu shënohet dita ndërkombëtare e migrantëve, kështu që në këtë valën e këtyre diskutimeve brenda kufive të Maqedonisë së Veriut do shënohet edhe kjo ditë nesër. Ne së bashku me Jasmin Reçepin do e vazhdojmë këtë bisedë për të diskutuar. Ai pak më parë tha që këto diskutimesh përhapen në momentin kur dikush do të fsheh diçka dhe ne do e vazhdojmë në pot njëjtën vi. Da прочистим кај гледачите. Дали има можност или пак дали е точно тоа што се дискутираше и лесно опозицијата ја почна како дискусија во моментот дека во Северна Македонија има можност да дојдат мигрантите? Треба да знаеме дека пред се тоа треба да го потврди власта, со кого разговарала, дали е вистинито. Доколку го потврда, тоа треба да се види на кој, значи не е потврдено пред се. А доколку се потврди, треба да се види под кои услови. Пред се треба да знаеме дека сите тие луѓе кои што стигнале до некоја земја, во случајов Британија, имаат право да аплицираат за азил и за престој во таа земја. Доколку бидат спречени во тоа и пратени во Македонија, тогаш имаме голем проблем каде што не сме да се дозволи Македонија да биде земја соучесник на прекршување на тие нивни права. Тоа е број 1. Број 2, доколку немале друг избори, морале да се сложат на такво нешто, да се видат следните услови, дали тие луѓе ќе бидат слободни или ќе бидат затворени. Го знаеме случајот со Албанија, односно договорот помеѓу Албанија и Италија, каде што на територија на Албанија е направен камп од Италија и кој што Италија го менаџира и го обезбедува, и каде што Албанија малтене не може да се меша што се случува таму. Такво нешто не смееме да прифатиме, бидејќи Македонија е слободна земја на слободни граѓани и не смееме да имаме луѓе кои што се затворени. Во 2016 година имавме слична ситуација кога се затвори бегалската рута и кога останаа заглавени во Македонија околу 1500 бегалци и бевме приморани, значи државата беше приморана од страна на Европската унија индиректно да ги задржи секоја од тие земји. Значи Грција задржа околу 50.000, Македонија 1.500, Србија беа 2.500 и така во текот на Балканската рута. Тие луѓе не може да ги држи затворени. Тие ќе најдат начин, ќе излезат, ќе си отидат. Тоа е прекршување на нивните човекови права и поставување на нашата држава на едно негативно ниво во однос на темата миграции и човекови права, кое што се нотира секоја година и имаме извештај. Поради тие причини, значи, мора да се расчистат овие две работи. Доколку тие луѓе се слободни, тогаш владата мора да организира еден состанок помеѓу државните институции, невладините организации, експертската јавност, меѓународните организации и да се види на кој начин би се испланирало да дојдат тие луѓе. Нормално не се работи за доаѓање на 10, 20, 30 авиони од еднаш, не знам колку илјадници, туку сходно условите кои што ние ги имаме. Во моментот немаме такви услови, што значи дека претходно треба да се изградат капацитети за тие луѓе. Мора да се направи на начин на кој што тие капацитети ќе бидат дисперзирани низ државата, нема да бидат само неколку центри, луѓето ќе се гетоизираат. Кога имаме францускиот пример кој што е многу лош, кога имаме луѓе кои се гетоизираат, но затоа имаме и германскиот пример каде што не постои гетоизација, туку се работи на интеграција на тие луѓе, да го научат јазикот, да научат системот како функционира, доколку се фамилиарни луѓе, има семејства, тие треба да им се обезбеди образование на децата, да се остручат за одредена работа која што на нас не е потребна, сето тоа се прави со еден план претходно и после тоа тие луѓе може да функционираат во нашите средини, односно да дојдат и да функционираат во нашите средини каде што ние имаме потреба од нив. Се разбира, тука постои ризикот дека тие луѓе нема да сакаат да останат и се постава прашањето што ако излезат од државата. Значи, знаеме дека и ден денес низ Македонија
функционираат тие криумчарски рути, така се превезуваат дел од мигрантите, дел од бегалците. Доколку оваа бројка на луѓе им даде дополнителен буст, тие ќе ги однесат назад во Европа, но што со нив кои ќе бидат регистрирани во Европа, ќе се види дека требало да бидат, па ќе се враќаат во Македонија, дали ќе имаме такви компликации. Исто така е битно тие центри кои што, да речеме, ќе се изградат да бидат центри од цврста градба, бидејќи еден ден можеби тие луѓе ако не останат да живеат во тие центри, односно се снајдат, почнат да работат некаде, купат своји станови или куки, или се вратат во своите матични земји, тие ќе останат празни. Односно, за да не останат празни, ние најверојатно имаме социјални случаеви од нашите граѓани кои што би било добро да се искористат тие сместувачки капацитети како станови, стамбени единици за нив. Затоа мора да се гледа мултидимензионално. Затоа мора да сите институции да седнат на маса, сите невладини организации, целата експертска јавност и тој план да го сработи многу добро, бидејќи со негирање вистина или не е вистина, не можеме да очекуваме никаков напредок во ова, доколку е вистина, бидејќи се уште не е вистина, само кажувам хипотетички кои мерки треба да се преземат за да не дојдеме во ситуација кога бевме од 2015 година, каде што се решававме итно. Бројките на луѓе кои што доваѓаат кон Македонија беа се поголеми и ние моравме целата координација помеѓу државните институции и невладиниот сектор кој што работеше на терен, да го координираме скоро на дневна основа, за да се даде најдобар и професионален одговор, кој што ќе ги запази тие хумани аспекти, бидејќи зборуваме за луѓе кои што доаѓаат од други места, не го зборуваат нашиот јазик, не ги знаат нашите обичаи, но во тој случај тогаш тие беа само транзит, овие би требало да останат, затоа се мора да се испланира на време за да не ни се повторуваат некои грешки од минатото. Се спомна пак опозицијата и владата. Ние низ овие неколку дена сме имале многу изјави дадени и од ЛСДМ и од ВМРО и од СДСМ, така да ние имаме поделено две овие сега последните изјави и во врска и со две резолутите кои што веќе се или пак се поднесени од двете партии, така да ме декларатën nga LSDM-ja fillimisht, pasi që ajo filloi dhe krejt debati, regjia nëse mund të ta shohim në total deklaratën dhe më pas do kthehemi ta komentojmë atë. Rezoluciјата ДПМН. Me kundër rezolutën VMRO DPMN dhe ZNA me konfirmuan atë që me ditë jemi duke thënë. Ekziston marrëveshje për migrant në këmbim të parave. Shteti është në gjendje të rënd financiare. Boshllloku buxhetor për momentin është 1 miliard euro. Thesari mbyllet para kohe. Vonojnë pagesat për pushimin e lindjes. Vonojnë pagesat për ndihmat sociale. Pagesa e TVSH-s. Nuk ka para për rroga dhe pensione. Pam deklaratën nga LSDM, od SDSM повеќе се поврзуваат со недостатокот на пари, да кажеме вака, од буџетот. Останувате на истото тоа што кажавте, дека сакаат да не се дискутира за други теми кои што се поважни, можеме? Да. Тоа е целта на позицијата и опозицијата, бидејќи нити едните ни другите не нудат докази дека се работи за едно вистинско прашање или било каков договор дека се некаков пишан аргумент дека е подпишан или дека е разговарано на таа тема. Да слушнеме и од ВМРО изјавата, да џојме да декларатën nga ВМРО-ja да рикthehemi sërish në studio. А со оваа резолуција Me këtë rezolutë janë theksuar të gjitha kornizat dhe qytetarët mund të jenë të qetë se siguria e shtetit nuk do të rënohet, nuk kemi mesazhe të fshehta ashtu siç na akuzuan ditë më parë. Me vetëdije dhe me qëllime gjithkund ku drejtohemi, përmendim migrantët dhe vlerësojmë se nuk mund të merremi me këtë temë dhe të luajnë me ndjenjat e qytetarëve të shtetit. Резолуцијата е последната тема во темата за мигрантите. Што значи да имаме две посебни резолуции во парламентот кои што регулираат оваа темата за мигрантите? Мислам дека
тоа е една неодговорност од страна на нашата позиција и опозиција, кои што не го гледат парламентот како парламент, туку како еден циркус и една драма и работат на еден дефокус кој што го спомнавме претходно. Интересно е како се заменети улогите на едните и на другите, реториката, ако ја погледнете во 2015, 16, 17 година, како да се истите зборови кажани од претходно од ВМРО и само земени сега од СДСМ и ги зборуваат тие истите, а овие другиве се бранат на истиот начин. Значи тоа би било комично да не е трагично. Се спомна безбедноста. Да, тоа е тоа што секогаш фокус кај граѓаните, луѓето се плашат, имаше изјави во одредени медиум од некои безбедносни експерти дека мигрантите се безбедносно прашање. Значи, секоја работа на органите за безбедност е безбедносно прашање. Самите мигранти или бегалци во нашата територија не се само безбедносно прашање. Ние сме имале од 2015 година, да речеме, наваму, многу поголема стапка на криминал меѓу нашите граѓани, кои што ги напаѓале мигрантите и бегалците, значи луѓето кои што поминуваат низ Македонија, некој што Македонија не има транзит. Имаме повеќе криумчарење на тие луѓе. Имаме луѓе кои што загинале на нашите автопатишта, на селските патишта, на пругите, луѓе кои што станале сакати без нивните значи раце или нозе, и тоа токму поради наши граѓани. Не е предизвикано од страна на овие луѓе кои што само сакале да заменат. И ако е навистина зборуваме за едно безбедносно прашање, тогаш тие треба да се позанимаваат со нашите граѓани, а не само со овие луѓе кои што бидејќи да бидеш бегалица или мигрант, не значи дека си веднаш закана за безбедноста на едно место или на една земја. Напротив. Да поизјасниме за гледачите која е разликата меѓу мигрантите и бегалците, бидејќи мислам дека кога се спомнува оваа тема повеќе се мисли или па граѓаните мислат повеќе на бегалци отколку на мигранти. Да, како што спомнавме на почетокот, миграција значи процесот на одење од едно место на друго место. Македонија е значи актуелна транзитна земја каде што луѓето поминуваат низ Македонија од различни мотиви. Ги рековме мотивите кои што се за да се спечели нешто, тие луѓе ги викаме, тоа е миграција, значи самиот процес. Тие луѓе ги нарекуваат економски мигранти, они кои што не одат за да спечелат, туку едноставно има војна или закана за безбедност во нивната земја, се нарекуваат бегалци кои што бегаат од тие места, и бегалците е статус кој што го добиваат во местото каде што ќе пристигнат после барањето на азил во таа земја. Но од прилика ние знаеме, бидејќи зависи кој од каде доаѓа, од кои причини тргнал од својата земја, пошто постојат push и pull фактори во тие push фактори на миграцијата се, значи дали е поради војна, дали е поради економија, дали е поради климатски фактори. Да речеме, климатските фактори се една голема реалност, каде што се опустошуваат многу села и градови во одредени региони, дури и држави во светот, или некаде има премногу поплави, вода, нема копна, нема каде да живеат, повеќе мора да излезат, мора да живеат некаде, но тоа во рамките на Обединетите нации не е на тој начин. Не се уште богатите земји спремни да го прифатат како една реална причина, додека пул факторот е она што ги влече е каде одат. Одат во европските земји. Зошто? Европа е развиена земја, ги гарантира правата на луѓето, им ја гарантира безбедноста на луѓето, постои ред и постои добра економија, и главниот момент е дека таму или имаат семејства или имаат пријатели кои што рекле се снајдовме тука, можете да дојдете, многу е подобро отколку во било која земја на таа рута додека да стигнете до тука. Останува Северна Македонија да биде транзит држава, дали има шанси да биде како последна цел на мигрантите? Често пати сум го кажал во јавноста дека
тие луѓе што поминуваат низ Македонија, доколку се бегалци или мигранти, не значи дека се неписмени луѓе. И не значи дека не знаат од каде поминуваат. И колку пати сме разговарале со нив, имало луѓе, да речеме, што доаѓаа од Сирија, кои што беа научници. Ама неговото место е срушено, он мора да избега, мора да оди некаде. И за разговарам со еден од нив и велам, постани тука кај нас. Зошто би останал кај вас? Колку зимаат вашите наставници, вашите научници плата, колкава, со колкав буџет располагаат за да може да работат. Јас века сум соработувал со универзитет во Холандија. И 5 од моите патенти сум ги измислил таму, 5 во Сирија, ќе одам во таа земја, бидејќи таму имаме скоро па неограничени ресурси за да можеме да работиме тоа што го работиме. Ќе видите, вие не сте атрактивна земја за никој од нив и никој од нив не сака да остане. Затоа Македонија пред се транзитна земја, доколку ги мериме бројките дека поминувале во овие 10 година дена, значи некои над 1,5 милиони странски државјани. Но ако земеме предвид дека имаме над пола милион луѓе кои што заминале од нашата земја, тогаш сме и земја која што извезува мигранти и за да дојдат други луѓе, тоа е веќе еден помал број на луѓе кои што доаѓа легално и кои што доаѓаат да ги заменат на пазарот на труда, да ги заменат нашите граѓани кои што заминале од државата. Затоа реков претходно, најмал процент е земја дестинација, но доколку се, бидејќи постојат одредени законски норми кои што треба да се сменат, да се видат кои земји може да поминат, колку се квалификувани, дали ни се потребни такви кадри и дали евентуално би останале тие луѓе за таа плата да работат, бидејќи тука има проблем кој што треба да се заштити државата од можна експлоатација. Не сакаме да бидеме земја каде што ќе имаме странски работници, ќе бидат држени на сила, ќе им се ветува поголема плата, а ние во Македонија немаме таа плата и тогаш ги оставаме да работат малтене на црно со многу помалце пари, со земени од земени пасоши, такви работи. За жал, има многу повеќе во другите земји, кај нас неколку случаеви, но во другите земји, да речеме во Грција, честа појава. Во Турција, во Иран, во таа една миграцијска патека, кога ние разговараме со афганистанци или со пакистанци и индици, и тие ни кажуваат како во која земја колку време морале да останат да работат, некаде луѓето ги одземале пасошите работодавците, па не им платиле на крајот, морале да избегаат без документи, без ништо, не можеле да ги земат тие своји пари за да си го платат нормално патот кој што следувал до тука. Па во Турција им се случило следно, па во Грција им се случило слична работа. Дури за Грција имавме многу повеќе такви жалби и од такво нешто треба да се внимава многу за да не ни се случи истото и во Македонија, бидејќи сепак се работи за луѓе кои што знаете, човековите права се важат за сите луѓе. Човек право не значи граѓански права, не значи права на бели луѓе, не значи права само на тие етникуми, на другите не. Тоа се човечки права и мора да се испочитуваат без разлика на статусот, дали тие луѓе во Македонија, тие мигранти се регуларни или ирегуларни. Спомнавте дека пола милион ние имаме наши, можеби и државјани кои што веќе мигрирале во други земји. Дали е фер и дали е репроцитет ова што сега во моментот се прави, додека ние очекуваме нашите млади особено да се најдат во европските држави и од друга страна да не сакаме да примиме мигранти. И ова би било хипотетички ако би имале мигранти. Како што реков, миграцијата е природен процес, мора дел од нашите кои што не може да се снајдат тука, немаат услови да поминат на друго место и нормално е некои други луѓе да дојдат доколку се наоѓаат себе си во Македонија. Приоритет на владата е да направи услови за да не ни се одливаат повеќе државјани од наши сограѓани од Македонија, но од друга страна и да направи услови за да се надокнади таа штета на немање доволно население
преку таа една легална испланирана миграција, бидејќи нормално се мора да биде плански направено. Не може туку така да се замени населението, никој не размислува на тој начин, туку ете да се надополни таа потреба од некоја базична работна сила. Но знаете, кога ќе дојдат тие во Македонија, ќе речат за ова иста работа во Европа можам да добиам повеќе, ќе сработам колку ќе сработам и ќе продолжам понатаму. Има такви случаи на луѓе кои што легално се донесени во Македонија со визи работни, конкретно од Непал, и кои што после неколку месеци без најава се заминати од тие фирми, заминати со тие сместувачки капацитети и отидени во Европа, бидејќи сватиле дека таму можат подобро да се снајдат. Не смееме и да дозволиме да биде Македонија некој вид на одскочна таска на тие луѓе. Да речат, ќе дојдеме неколку месеци легално, па потоа ќе отидеме во Европа, туку треба да се затоа се бират тие кадри кои што не се многу битни, кои што не недостасуваат во стопанството, од кои што како заедница би имале корист. Пример, можеби сега актуелен се студентите од Турција. Јас барем, но гледам дека имаме, особено овие 2 последни години, имаме многу студенти кои што од Турција доаѓаат тука да студираат или пак и да работат, и например во Стара Чаршија гледаш многу кои што ќе дојдат да те послужат и ќе те зборуваат англиски, пошто не знаат ни албански ни македонски. Дали тие се вид на мигранти и ние сме окей со нив? Да, тоа е вид на миграција, бидејќи дошле поради образовни причини. Некои од нив за да си го платат факултетот, може би се вработуваат, да си ги платат трошоците за сместување, што е нормална работа, и од не знам било кој друг град кој ќе дојде да студираат во Скопје, се трудат студентите за работа да си го платат сместувањето и школувањето, така и со нив. Доколку ги погледнеме социјалните мрежи, коментарите кои што ги има таму, ќе видиме дека постои едно ниво на ксенофобија и во однос на турските студенти. И се спомнуваат, ете вие ги спомнавте како ете интересно да ве послужи некој на англиски, или ако знаете турски па ќе може да се искомуницирате, како нешто позитивно. Но во социјалните мрежи го гледаме како негативно. Што е ова работа, има многу турци, значи имаме турци како етникум во нашата држава и не може да се гледа, не сме да се гледа на тој начин, но за жал само тие случаи кои што се исклучоци се земаат и се представуваат како еве таму се случило вакво нешто, се случило такво нешто, па да, но кога ќе го земете тој еден просек ќе видите дека тоа не сите заедно не се ни 1% од сите други да речеме прекршоци што нашите граѓани ги направиле во нашето општество, но на социјалните мрежи за жал постојат такви луѓе кои што мора да ги наоѓаат разликите меѓу луѓето, дали е тоа етничка, дали е верска, јазична, земјана потекло, и да се акцентира и да се прикаже во една негативна насока, но убаво го спомнавте, бидејќи не само студенти, имаме и работници од Турција, и тој број е доста голем, затоа што нашето градежништво не би обстоело доколку би се базирало на наши работници. И тоа е еден позитивен пример кој што го гледаме, бидејќи со странски работници и странски инвестиции се гради нашата држава. Ние ќе продолжиме уште малку во третиот дел на емисијата. Не шкојме пак публицитет да дорихтеме срещна пиесна трета емисионет. И ме рексувер ташмо на пиесна трета емисионет, dhe këtu do vjojmë edhe për pak bisedën që tashmë e kemi filluar. Ние сме при крај на нашиот разговор, но спомнавте ксенофобија. Дали ние како народ ги сме ксенофоби првично или и дали ги знаеме човековите права и дали ги спроведуваме истите? Во образованието децата учат во тој дел на граѓанско образование. Се работат и многу работилници, значи од
4-то, 5-то, 6-то одделение, тие што се во средно училиште, дури на факултети. Работиме и ние во невладиниот сектор за да ги објасниме тие човекови права и кои се негативните работи кои што влијаат на негирањето на човековите права, како што е предрасудите, како што е расизмот, ксенофобијата, исламофобијата, антисемитизмот. Секој од тие има одредена дефиниција која што секој од нас мора да ја знае и мора да внимава во однос на своите постапки, во однос на своите размислувања пред се, во однос на тоа што го пишува на социјалните мрежи, да не придонесува во таква една негативна атмосфера на нашето општество. Дел од населението заборава, дел има некои своји причини. Не би рекол дека во целосна рамка имаме ксенофобично општество, туку дека погласни се тие кои што сакаат со вакви теми да ја дефокусираат јавноста, а ваквите теми се секогаш деликатни, привлекуваат многу повеќе внимание и дека ги има на некој начин позастапено. Напротив, во на што ние го работиме, во тој еден делот на човековите права, делот на хуманитарните активности, всушност можеме да констатираме дека ние сме едно многу поразумно и посолидарно општество. Замислете конкретно за оваа година, 2025 година, ние имавме секој месец дававме топол оброк во Газа од нашите граѓани од Македонија. Тоа зборува за еден друг приказ на нашето општество, кој за една друга свест на нашите граѓани, која што е на многу повисоко ниво, многу посолидарно ниво, отколку тоа што можеме да го сретнеме како исклучоци на социјалните мрежи, кои што се негативни во однос на овие прашања. Би завршила, можеби, на позитивна нота, некоја порака за сите наши граѓани кои што можеби во моментот имаат страф од ситуацијата или пак не се сигурни на што да веруваат, како да се чувствуваат во цела ова политичка дебата, да кажеме вака, некоја порака за крај. Да, многу е битно дека без разлика од каде доаѓаат информациите, тие треба да се следат и да се потврди нивната вистинитост. Се додека имаме тема која што плови на социјалните мрежи или се зборува на медиумите, а не е потврдена, тогаш не треба да донесуваме заклучоци. Тие заклучоци посебно не смеат да бидат негативни, бидејќи треба да тргнеме од самите себе си дека секој од нас некогаш во некаква ситуација или некој наш близок бил во ситуација на миграција, бил во ситуација да смени работно место, да смени локација на живење и е имал таа потреба да биде прифатен. Затоа да имаме таа човечка доверба едни на други и секој од нас да го даде максимумот од себе си, бидејќи да имаме таква ситуација во иднина. Имаме такви примери, помали, со помал број на луѓе кои што доаѓаат во нашата земја за да работат и ќе ги видиме како келнери или готвачи или некои други професии, да постапуваме добро со нив, да се почувствуваат дека се добре дојдени во нашата држава. Бидејќи едноставно тоа истото го сакаме и за нашите пријатели или нашите роднини кои што се овие денови се наоѓаат во Европа и всушност и тие се некој вид на мигранти нели таму во другите земји. Благодарам многу за вашето време и за ова интервју. Ви благодарам вам.